Драги гледачи, ова утро сум во Државното музичко и балетско училиште Илија Николовски Луј, а поводот за мојата денешна посета е меѓународниот надпревар по балет, кој што се одржа во Република Турција во Бурса, а нашите млади балерини не представија во најдобро можно светло и освоја многу награди. А за наградите, за тоа како си поминавте во Бурса, ќе зборуваме и со раководителката на Илија Николовски Луј, госпоѓа Слагјана Спасеновска. Тука е и Дафина Даниловска Кочевска, балерина и балетски педагог, и балерините дел од нив се тука да ни ги споделат искуствата од Бурса, Турција. Добро утро за сите вас. Добро утро. Добро утро и до вас. Добро утро. Така, да слушнаме како си поминавте во Бурса, Турција, освоивте многу награди и какви беа импресиите од таму? Па вака, како раководител на балетскиот оддел при Државниот музичко-балетски училишен центар и како единствено балетско училиште кое едуцира професионални балетски уметници и танчери, особено задоволство ми е да ви ги представам успесите на нашите ученици, да ви ги представиме заедно со Дафина. Учениците покрај неколкуте надпревари во изминатата учебна и во оваа учебна година, повод за ова представување е последниот надпревар кој што се одржа, како што рековте, во Бурса, во Република Турција, во периодот од 27 јануари до 3 февруари оваа година. На надпреварот учествуваа 17 ученици од средниот балетски оддел и секако се вратија со многу успех, со врвни награди. Тоа е една прва награда која освоја Антонија Танасова, ученичка во втора година среден оддел во класата на Дафина Даниловска Кочевска. Потоа 2/3 награди Искра Давидовска, која што е во моја класа, ученичка во 4-та година, и Дион Карпузи, ученик во 2-та година среден оддел во класата на Маја Митровска Богоевска. Импресиите се големи, они ќе ви ги пренесат. Надпреварот го оценуваше навистина членови на жири кои што се врвни имиња во светот на балетската уметност. Директор, ќе ги напоменам само како звања нивни, како нивни, каде работат. Директор на балетско училиште Џон Кранко во Германија, потоа директор на балетско училиште државно во Берлин, професор на Академија за танц во Цирих и така, многу други, танчер солист кој што работел и во трупата на Иржи Килијан, така да се тоа имиња што навистина се за, мислам, големо значење ние што такви членови од жири ги оценија баш вака на високо ниво нашите ученици. Ние имавме прилика да видиме и дел од часот, Дафина, како изгледаат часовите по балет. Колку сте задоволни од балерините? Бидејќи ова е втора година, или која година поред веќе учествувате во Турција? Во Турција веќе сме втора година поред и оваа година, како и минатата, постигнавме успех. Минатата година Антонија Атанасова Јана Кепеска освоја второ и трето место, а еве оваа година Антонија освои прва, во групно освоја девојчињава што ги погледнавте денеска, прво и второ место. Прво место освоја со Пахита. Тоа е грампа од балетот Пахита, што е доста комплексно парче за работа и бара исклучително да вложат многу енергија, многу труд, многу часови поминати во балетска сала, денови, месеци. Да стигнеме до таму каде што сме денес, едноставно поминавме доста време работејќи на истото. Парчето е реално комплексно, зашто по мене е малку за, да не кажам, позрела балетска за позрели играчи, позрели балерини. Меѓутоа, они се поискусни, они се деца кои што сериозно, добро и успешно се справија со предизвикот и оставија многу голем впечаток, добија пофалби од сите. Зборувам посебно за парчето Пахита групно што го изведа. Бија доста високо оценети. Сега додека се стигне процесот, искрено ви кажувам, е исклучително тежок. Многу пот, некојаш многу солзи, по капги секако, измешани емоции, меѓутоа на крај на денот задоволството е големо, заради тоа што кој ќе видите насмевките на нивните лица кога ќе завршат со сето тоа, едноставно сваќате зашто сето тоа вреди.
Ние ве оставаме да продолжите со часот и со таковните подготовки, а накратко ќе ги прашаме балерините како си поминаа во Бурса. Благодарам. Благодариме. А на надпреварот во Турција во Бурса беа 16 балерини и еден балетан, мора да го поздравиме и балетанот, тој денеска не е тука, но дел од балерините се овде да ни се представат и да ни кажат како си поминаа. Накратко, јас ќе се обидам уште еднаш да видам дали сум ги запомнила имињата: Мила, Искра, Јана, Виола и Антонија се тука со нас. Замислете, требаше сите 16 да ве погодам од прва. Мила, како си поминавте? Ние си поминавме супер. Која награда е освои во Турција? Прва награда од ансамбловото парче Пахита. Браво. Ќе ни кажа понатаму и Искра беше така? Трето место освои во мојата категорија за варијација. Супер. Јана, која е освои награда и дали си задоволна? Дали сте задоволни сите воопшто? Дали убаво си помина? Многу убаво си поминавме вака како искуство и како групно сите заедно. Јас освоив во државното училиште во Берлин, краткотрајна стипендија и сум задоволна. Тоа е битно да сте задоволни и од себе и од другите, и дали имате некој идол или од некоја држава, балерини, Виола, имаш ли некој идол од некоја држава? Па дали беше таму таа девојка што тебе ти се допаѓа, кога станува збор за балетот, нормално? Мене омилена балерина ми е Јана Селенко. Она е од Украина и работи во театарот у Германија. И јас освоив стипендија у Берлин. Толку добро, што сама доволна и тоа е добро. Антонија беше така? Да. Што освоја Антонија? Ја освоив првата награда во мојата категорија и исто така за балетското државно училиште во Берлин, краткотрајна стипендија. И дали си задоволна од настапот? Да, многу. Тоа е битно да сте задоволни, ние сме задоволни од вас, како медиум ќе ве поддржуваме и ќе ги гледаме вашите балетски представи, барем тука, ако ме пратат некогаш за Турција, може и јас ќе дојдам таму да ве гледам во живо, до тогаш уживајте во балетот, а ние ќе уживаме додека ве гледаме. Поздрав, се гледаме пак.